Македонија да и се извини на Бугарија за репресиите вршени во комунизмот. Ова е едно од барањата кои се дел од францускиот предлог за надминување на билатералниот спор. Бугарската новинска агенција БГНЕС објавува дека текстот на францускиот предлог се состои од 3 независни елементи кои треба целосно да бидат исполнети за да биде тргнато бугарското вето. Првиот документ, нацрт за клучуците на Советот, предвидуваат дека билатералниот однос меѓу Скопје и Софија ќе биде дел од преговарачкиот процес. Овој документ, како и вториот преговарачката рамка, се однесуваат на трет клучен елемент, билатералниот протокол, во кој нема ништо француско и е целосно производ на договор меѓу министерствата за надворешни работи на двете земји. Сето ова представува патока со конкретни заложби и чекори кои Скопје мора да ги исполни како возврат да го укинеме ветото, пишува БГНЕС. Сите три документи предвидуваат Македонија да мора да се извини на Бугарија за наводните неправди и репресии извршени во минатото, директно или индиректно, од страна како што стои југословенскиот комунистички режим врз граѓаните врз основа на нивно етно-политичко самоопределување. Во текстот кој го објавува БГНЕС никаде не се споменува бугарската фашистичка окупација на Македонија за време на Втората светска војна, но затоа е предвидено Македонија да мора да ги отвори архивите, откако што стои во текстот, репресивниот апарат на поранишните државни безбедносни служби од времето на комунизмот, вклучувајќи полиција, цивилно и воено разузнавање и контраразузнавање во периодот од 1945 година до 1991 година. Историјата ќе биде услов за преговарачкиот процес, а Скопје се обврзало да ја почитува веќе усвоената формулација од заедничката историска комисија во врска со цар Самуил како бугарски крал, што подразбира менување на надписите на спомениците и лекциите во учебниците, пишува БГНЕС. Ке следи период од 2 години во кој комисијата ќе треба да донесе заклучоци за останатите историски личности. Македонија се обврзува да ја достави на Бугарија копија од сите методолошки упатства, учебници, наставни средства и други релевантни наставни материјали од образовната програма, а ќе мора да ја известува Софија за сите промени што би се правеле во иднина. Според БГНЕС, владата на Македонија се обврзала пред првата меѓувладина конференција да ги вклучи бугарите во уставот, како и да потврди дека нема да се меша во внатрешните работи на Бугарија. Македонија се обврзала и да презема акција против говор на омраза, вклучително и во медиумите и на социјалните мрежи.